Ова утро екипата на Добро утро секој утро се наоѓа во просториите на Музичко-балетско училишниот центар Илија Николовски Луј, а поводот за нашата посета овде е проектот кој што го работи ова училиште заедно со едно од најдобрите училишта од Хрватска. Проектот е насловен Најдобрите практики во наставата по пијано. Нешто повеќе за овој проект ова утро ќе дознаеме од магистар Светлана Димитриевска, наставник по пијано овде во училиштето Луј. Светлана, добро ви утро и ви благодарам што ги отворивте портите за нашата екипа ова утро. Проектот Најдобри практики во наставата по пијано се случува веќе и голема соработка помеѓу вашето училиште и едно од најдобрите училишта во Хрватска. За каков проект станува збор? Добро утро, Ирена, добро утро на сите кои следат оваа емисија. Да ви заблагодарам за интересот што го покажувате за нашите активности. Станува збор за Erasmus Plus проект. Тоа е најдобри практики во наставата по пијано. Ова е short term project, значи се реализира со училиштето, односно го реализиравме со глазбена школа Вараждин, односно музичкото училиште од Вараждин. Тоа е едно од најдобрите музички училишта во Хрватска и во регионот. Идејата на целиот проект беше да се овозможи на учениците една поинаква соработка, нели, со ова музичко училиште, односно што беше застапено, нели, за време на нашиот престој кој траеше од 11 до 17 март. Ние имавме, како и во основа на проектот, всушност, беше ние да се запознаеме со нивните програми, наставни планови, за да ни биде тоа една водилка за осовременување на нашите наставни планови, и тоа беше всушност као носечка мисла на целиот овој проект, ние да ги осовремениме и програмите и со искуствата, нели, добиени од оваа наша посета, односно овој Erasmus проект, да представиме сето тоа што сме научиле или сето тоа што да воспоставиме комуникација со Бирото за развој, со Министерството за образование и наука, и они да покажат, нели, слух за тоа што е навистина преку потребно да се направи во погледот на музичкото образование. Светлана, кои се придобивките од оваа соработка, покрај тоа што наши ученици заедно со вас беа тамо во Хрватска? Какви се придобивки ќе се стекнат сегашните ученици по пијано и идните генерации? Придобивките се повеќе кратни. Многу бев задоволна што нашите ученици се представија во извонредно светло,
наставниците од Вараждин беа воодушевени од нивниот талент, од нивната одговорност, активност, ентузијазам за вежбање, за работа. Има одлични настапи, се представија на 2 концерти, со кои сцената ја делеа со учениците од глазбена школа Вараждин. На завршниот концерт има одлични изведби, а исто така еден убав момент од нашата посета е соработката по камерна музика, каде што они стварно за 5 дена успеа да ги донесат делата на сцена, односно на едно такво ниво кое што ќе биде достојно за една концертна сценска изведба. Оно што се случуваше минатиот месец беше исто така беа одбележени деновите на пијаното овде во Луј на 28 март. Како накусо само како ги одбележавте овие денови на пијаното? Има ли Македонија надежни пијанисти, бидејќи вие предавате во средново училиште? Имаме, да, талентирани деца кои што доколку би им се намалил обемот на активности и обврски би дале многу повеќе резултати. Децата нели се растргнати во денешно време на многу активности, меѓутоа ние го бележавме празникот со 2 концерти. Же настапија 47 учесници, има децата одлични изведби, навистина имаше многу убава атмосфера и на 2 концерти, а тоа што особено беше значајно за нашите ученици беше панел дискусијата која се реализираше на 29 март тука во нашата концертна сала, каде што еминентни професори споделија свои лични, научни согледувања во врска со темата која што е секогаш многу актуелна, односно темата на сцена, начини и методи за нејзино надминување, и навистина имаше една интеракција и со учениците, и меѓу сите тие кои што земавме учество на панел дискусијата, и многу ми беше драго што после завршувањето учениците ми приоѓа и рекоа, го поздравија сето тоа и кажаа дека треба што почесто да се среќаваме и што повеќе да дискутираме на овие сензитивни теми и секогаш актуелни, особено за нас музичките изведувачи. Давид Павиќ, ученик, односно студент по пијано во Музичко-балетско училишниот центар Илија Николовски Луј. Ова утро е исто така заедно со нас. Давид, добро утро. Добро ни дојде во утринската програма Добро утро секој утро. Она што сакам да го споделам со тебе и со нашата јавност е тоа дека ти веќе од своја 7 година се дружиш со пијаното. Сакам да те прашам од каде кај тебе љубовта кон овој инструмент? Па најпрвен брат ми го носеа на музичко, он свиреше виолина, но подоцна се откажа. И во еден момент, додека чекавме да заврши со часот, имав прилика да неговата професорка ме донесе до пијаното и јас како мал почнав да го допирам пијаното и па на некој начин да лупам по него, не да свирам, и тоа ми се допадна. И така пројавив љубов едноставно. Од тогаш па наваму цели 11 години другаруваш со пијаното. Пијаното ќе биде и твоја идна професија. Беше дел од програмата на Еразмус која што беше во Хрватска, во Вараждин. Какви се твоите впечатоци од таму? Тоа беше едно прекрасно искуство за сите нас, не само за учениците, туку и за професорите, едноставно со тоа што имавме можност да видиме еден поинаков пристап кон пијанизмот, кон нашата работа. И едноставно колку ние уметниците имаме љубов едноставно спрема инструментот и како едноставно треба да продолжиме да работиме. И едноставно беше една убава споредба помеѓу нашето училиште и нивното, но едноставно видовме исто така и колку треба и да напредуваме и на колку добар пат сме да бидеме едно прекрасно училиште. Така е. Ти си матурант од ова училиште, оваа година завршуваш, 4-та, во чија класа си? Во класата на магистар Елена Костовска. И продолжуваш понатаму да студираш пијано, така? Овде остануваш во нашава земја, ќе имаме можност да уживаме во твојата музика, во твоето музицирање. Многу ми е кејф вака кога ќе видам млади, надежни луѓе, македонци, пијанисти, кои што ја представуваат и ќе не представуваат надвор во светот. Ти посакувам многу успех. Благодарам. И што ќе слушнеме сега за крај? Па, не знам, ќе импровизирам, ќе видиме.